Јас сум пензионер веќе долги години, негде околу 2-13, и навистина е прекрасно да се живее во Охрид. Кога си млад, мислиш дека нема да остариш, меѓутоа, кога ќе остариш, ќе дојдеш во ситуација да видиш многу работи кои едноставно порано не си ги забележувал. Сето она што ќе го кажам и е всушност за доброто на Охрид. Има повеќе работи кои што едноставно мене како на пензионер ми недостасуваат. Станувам многу рано, во 6 часот, и цел ден ми е исполнет со разни активности. Возам велосипед, шетам низ градов, ги бележам сите убавини, ги ставам на социјалните мрежи, сакајќи при тоа едноставно ова убавина да им пренесам на сите оние кои што сакаат биле во Охрид или сакаат да дојдат во овој град. Летно време се одржуваат безброј манифестации, фестивали, концерти и така натаму. Некои од нив манифестации едноставно можеби ни пречат со својата бука, со својата галама. Меѓутоа, треба да се навикнеме. Ако во еден исти град имаме гостување на Лени Кравиц и на Александра Пријовиќ, може да замислите каква се публика треба да се задоволи. Јас возам секојдневно велосипед. Во Охрид може би има најголем број на велосипедски патеки, но тие не се во функција за да може човек слободно да прошета низ градот. Скоро сите се узурпирани од возилата. И ако возиш од една дестинација до друга, ти всушност не возиш, туку скокаш препреки. Урбанистичкото живење во секој град подразбира во секоја стамбена единица да постои место во кое што ќе можат да живеат од најмладите до највозрасните. Најмладите да имаат едноставно игралишта, повозрасните да имаат место каде што можат навечер да се соберат со своите пријатели, да поразговараат околу убави нешта, а може би и околу некои неубави нешта, но тоа како веќе да го нема. Секоја педа слободна се користи за изградба на нов објект. И тоа за возрастни луѓе, како мене, например, представува на вистина тешкотија. Затоа, може би е добро, административците едноставно да им помагаат на повозрастните. Многу од нив велат, еве, овој документ можеш да го најдеш на интернет, или таа и таа страница. Меѓутоа, прашање е колку ние како такви владееме со такви алатки. Се занимавам со сликарство, член сум на фотоклуб веќе 2-13 години и во оваа прилика повторно ќе кажам една вистина која вели дека и по 25 години фотоклубот нема своја просторија каде што може да ги прави своите активности. За жал, сите раководства кои што доаѓаат и одлучуваат за такво нешто само ветуваат, меѓутоа никогаш тоа не е остварено. Мене лично, например, ми фали време и многу пати се шегувам со колеги, да речем другари,
Кој има време да ми продаде, можем да му го купам. Од едноставна причина што јас сум мош неактивен. И порано во текот на работниот стаж, но би рекол сега и како пензионер. Најголем проблем е што нема старечки дом. Мислим дека тоа е нешто многу важно и потребно. А другото моje мислење е во однос на зголемувањето на пензиите, што се зголемува само процентуално, а не линеарно. Со тоа процентуално зголемување секогаш се прават све поголеми разлики меѓу пензионерите. Nažalost, najmladата и најстарата генерација се зафатени. Во Македонија проблем се градинките и старачките домови. Охрид се потребни, според мене, не еден старачки дом, него да има најмалку 4, според мене. Велики таква е состојбата, пензиите се преку 85% се мали пензии, цените знаеме како се, не може да се истера од први до први. Мали се пензиите, а таму багај скапо е дојш во пензионерски дом дојш. Така да прво пензиите да се зголеме за да може да платат. И желба моја и сигурно на многу пензионери е да имаат едно катче во градов, нека биде во ингеренција на општината, да има едно ресторанче, една кафетерија, се најди место кај ќе се собираме. Наместо овака да шетаме од еден локал во друг, а сепак е скапо за пензионерите. Скапо, да. Кафе, тоа е овде да седниш на плоштата е скапо. И затоа можеби општеството треба да преземе се што е во негова моќ и надлежност да им помага на тие осамени лица. Што се вели, нема кој да му отвори врата, нема кој да му подаде чаша вода.